Почитувани граѓани, почитувани медиуми, на предлог на надлежното министерство, владата усвои законски измени за поедноставни процедури за поставување на фотоволтаици во домовите и во фирмите. Се укинуваат барањата до општината за да поставите фотоволтаик и сами да произведувате струја. Наместо барање, доволно ќе биде само да ја известите општината дека се поставува фотоволтаик со копија од лична карта, имотен лист за објектот или договор за закуп како основен проект и документи од лиценцираната компанија која ќе го поставува истиот. Отстранувањето на досегашните административни пречки ќе им помогне на граѓаните и фирмите побрзо да дојдат до посакуваните фотоволтаици, особено значајно за време на енергетска криза. Со измените и дополнувањата на Законот за градење се овозможува на објектите во индивидуална сопственост да бидат поставени фотонапонски електрани со моќност до 6 киловати, а на стопанските објекти моќност до 40 киловати. Овој предлог наскоро ќе се најде и пред пратениците во Македонското собрание. Очекувам и повикувам сите пратеници да покажат одговорност и да ги поддржат овие законски измени. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, преку владата што ја предводат, преземаат мерки веќе една година за намалување на ценовните шокови, ублажување на последиците кои ги чувствуваат сите граѓани и компаниите. За граѓаните да бидат заштитени, да може да го издржат притисокот на семејните буџети. Владата, односно државата, обезбедува субвенционирање на 80% од цената на сметките за електрична енергија за граѓаните. Тоа е сериозна мерка, со што граѓаните плаќаат само околу 20% од цената на струјата. Во овој момент сите граѓани, но и 72.000 мали потрошувачи, а тоа се помалку и приватни компании, добиваат 80% субвенционирана цена на електричната енергија. Зголемено е домашното производство на струја, се ставаат во функција сите расположиви капацитети и енергетски потенцијали, како и новите обновливи извори на енергија. Тука се и нашите социјалдемократски политики за покачување на платите, за поврат на данокот на додадена вредност, за покачувањето на минималната плата, цел еден сет на економски мерки за поддршка на стандардот на граѓаните. Тоа е одговорно и државнички во време на светска енергетска криза. Ви благодарам.